Градоначалникот на Скопје, Гоце Трајановски, утринава на своето работно место пристигна со автобус. Неколку минути пред тој да пристигне неговиот шофер на работа, сепак дојде со службениот автомобил. На прашање зошто неговиот автомобил е тука, тој одговори: Вашата кола, Мерцедес, тука е, шоферот ви е дојден со кола? Не, тој мислам дека остави вчера колата. Не, ја видовме тука како доаѓа са бајда колата. Може би, сега ќе остави колата. Нема да ја вози. Градските службеници не го послушаа советот на градскиот татко, поутрово на своите работни места пристигнаа со автомобили. Иако град Скопје вчера донесе одлука за бесплатен превоз, но ја апелираше до скопјани да ги остават автомобилите дома, сепак паркингот беше преполн. Трајановски пред просториите на град Скопје беше пречекан од група граѓани кои протестираа поради енормното загадување. Тие се организираа преку социјалните мрежи, а кампањата е насловена на кафе кај Коце. Градоначалникот позитивно одговори на нивното барање за средба. Како што до сега често го прават институциите за префрлање на само на одговорност од една друга институција, а проблемот кој што сме сите сведоци останува, луѓето што умираат секоја година повторно умираат, и дека тоа е главната насока каде што мора да се делува. Граѓаните се задоволни од бесплатниот превоз и велат дека град Скопје одамна требаше да превземе вакви мерки. Сите повеќе преферираат коли и такси и тие што се возат веќе со автобуски превоз имаат извадено и слободни и имаат они електризираните. Така да мислам дека меркава е касно спроведена и дека повеќе треба да се обрне внимание на околината. Прво ние како единци, потоа и владата. Би требало да не возат колиците. Што е тоа со се по еден во кола? Као порано што беше парно, непарно, така да се воведе ред. Мерката за бесплатен превоз е од привремен карактер. Важи за сите граѓани, истата ќе биде активна се до нејзиното укинување од страна на градоначалникот. Инаку Трајановски не чувствува никаква одговорност за досегашното загадување на воздухот, кое викендов беше на алармантно високо ниво.